Значи, сакам да почнеме денеска да погледнеме Матеј 6 глава од 1 до 15 стих. Многу познат текст. Текстот знам дека сите го знаете и сакам да го погледнеме, она, како го викаат, од птичја перспектива, малку од озгора. Библијата вика вака: гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето само за да бидете забележани. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така, кога даваш милостина, не разгласувај како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш твојот небесен Отец кој гледа тајно, ќе те награди јавно. И кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени. Вие пак немојте да бидете како нив, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Ова е текст за кој некој кажал вака: најславната проповед во историјата, проповедта на гората, ја содржи најславната и најпознатата молитва во Библијата, молитвата Оче наш. Така ли? Сите сме слушнале за проповедта на гората. И сите сме ја чуле, ако еднаш сте влегле барем во црква, сигурно сте ја слушнале молитвата Оче наш. Вака или онака. Значи, многу е убаво да се помине целата молитва збор по збор некој пати. Всушност, историски, ако гледате, секој катехизам, знаете ли што е катехизам? Катехизам е едно систематско проучување или обучување што се дава на луѓе кои се нови, например, во црква. Во некои цркви го викаат на еден или друг начин, некои го викаат учеништво, ама катехизмот треба да те научи на основите на верата. Во катехизам најчесто се зборува за апостолската изјава на верата: верувам во Бог, верувам во Отец и така натака, што ни е заедничка на сите христијански, вистински христијански цркви. Потоа доаѓаат 10 заповеди, често пати нели зборуваме за нив, и зборуваме или за проповедта на гората, или ќе зборуваме за молитвата Оче наш. И секој што ги поминал барем тие неколку работи, што видел, знае, добива некоја генерална идеја за тоа што всушност е Библијата, што всушност значи да биде човекот верен, новороден христијанин. Барем тоа е идејата. И убаво е, пак ја речам, да ја погледнеме оваа молитва, може би збор по збор по збор. Ама, заради фактот што некој пати се задржуваме збор по збор, ние знаеме да ја заборавиме контекстот и да ја сватиме целата поента. Денес што сакам? Нема да одиме преку Оче наш збор по збор. Ќе погледнеме од птичја перспектива, може ли? Од озгора да видиме нешто генерално, кај се наоѓа молитвата во сето ова што го правиме, оно што го викаме, пак ја речам, птичја перспектива. Јас знам дека вие ќе кажете: абе, Оче наш ми е позната молитва. Толку пати сум ја слушал, толку пати ми ја кажал некој. И тоа е вистина, и токму затоа пропуштаме некогаш некои работи. Кога нешто ти е познато, кога нешто ти е толку влезено во главата, веќе не го забележуваш. Вие што живеевте или живеевте бутал јаја паша таму, после некое време ќе заборавите оџата, веќе не го слушате на сабајле. Он ќе си пее, ама не го слушаш. Кога прв пат отидов кај Давид во Германија, во неговиот стан таму кога спиев, викам: што е ова што чука? Има една црква близу до нив и на секој 15 минути ќе чуете динг. После на секој саат има 3 динга, па ќе звони уште еднаш колку е саат. Ти замисли дека ќе дојде полнок 12, така ли? Прво ќе удри еднаш дека е на 12, па ќе удри 3 пати дека е саатот и после ќе удри 12 пати да покаже дека е 12 саат. Ќе те полуди. После неколку дена веќе не го слушаш. Едноставно не ти пречи. Барем мене не ми пречи. Јас сум од тие што брзо ги забораваат тие ствари. И затоа истото и со Оче наш.
Зошто го спомнувам и зошто баш денес го земав тоа? Затоа што имаме спомен вечера. На крајот на спомен вечерата се молиме со Отче наш. Така. Ајде да видиме што се всушност ние сакаме да кажеме тука. Не викам дека не треба да ја знаеме на памет. Убаво е да ја знаеме на памет. Убаво е да ја молиме молитвата и се. Ама сакам да зборуваме сега за основите на молитвата и за да зборуваме за основите на молитвата, сакам да спомнам неколку ствари. Што е основата? Што е суштината, всушност и како да имаме правилно поставен, втемелен став и ефективен молитвен живот од ова. И сакам да почнам од основите на молитвата. И она за кое сакам да се запрашате и ти и јас е ова. Што правиме кога молитвата не функционира? Лошо е прашањето, знам. Затоа што ние веруваме, нели, ако сме христијани, дека молитвата секогаш функционира. Ама што правиме кога Господ не ни одговара како што сакаме? Што правиме кога викам јас се молам, а ништо не се случува? Исус ни дава пример за една молитва тука што функционира. И тој текст што Исус тука ни го дал, зборува за нешто што Исус го дели со своите ученици. Таму он го споделува таму со нив. И тој сака и прави една споредба помеѓу нив и религиозните водачи во тоа време. Јас еднаш зборував на оваа тема порано, малку повеќе, ама сакам да се вратам тука сега малку по-специфично. Кога Исус ги споредува во молитвата, во проповедта на гората, што прават и што треба да се прави, нели се сеќавате? Како ви кон? Памтите дека ви беше речено, а јас ви велам. Едните прават ова, а јас ви велам вака. Идејата е, всушност, со два збора, немој да бидеш како тие. Немој да бидеш како вие наоколу, што се прават многу духовни и многу големи. И всушност дава еден многу интересен тест, двоен тест, за тоа како може да се живее морален живот. Едниот е, вика, во однос на молитвата, вториот е во однос на давањето. Знамо, ти молитвата ни е полесно да, вика, мајк полесно ќе ни ви да слушаме, отколку за давање, ама тие две ствари одат заедно. И всушност тој вика има два начина на кои можеш да живееш морален живот и сакам двата да ти ги покажам, да ги видите пред да одиме всушност на самата молитва, која е тука спомнато. Исус овде вели нешто што сака многу добро да го разбереме. Не вика немој да се молиш. Не вика немој да даваш на сиромасите. Не вика немој да живееш морален живот. Туку вика немој да даваш, немој да се молиш, немој да живееш морален живот како овие. Зошто? Оди се враќа на основата, на мотивот. Зошто го правам тоа што го правам? Тоа е многу важно прашање. Зошто се молиш? Зошто даваш? Зошто сакаш да живееш честен живот? Зошто сакаш да доеш во недела на црква? Многу логични прашања. И треба да имаме одговор ако сакаме да стоиме пред Господа мирно. Исус вика, јас не го сакам да го имате нивниот став. Не сакам да го имате ставот на овие луѓе. Се прават како што треба. Нема мана. Се си е супер. Ама не е во ред. Зошто? Оти мотивот не чини. Проблемот е причината. Зошто? Кои се тие ствари? Од една страна вика придавањето. Кога даваш, вика, внимавај како ќе дадеш. Сакаш да му помогнеш на некој. Многу важна работа. Како ќе даваш? Со која причина? Сега ново беше, не знам дали следевте, мене миналете на некој од овие странски станици, доека вртев на телевизија, нешто зборува, овој Пирс Морган зборуваше против Меган Маркл. Против Меган и овој принцот нейни, мислам, не е веќе принц, не? Хари. Дека кога нели пожарот се случи сега во Калифорнија, ви текнува за тоа, отишле таму да ги тешат луѓето што им се запалија куќите, ама вика беа само таму кај што имаше камери. И веднаш се постава прашањето, кој беше мотивот на ова? Кој е мотивот кога политичар трча да се слика на некоја голема опасност, нешто лошо што се случило? Добар мотив. Ако бил добар, треба да се погрижи да не се случи претходно. Ама да ме видат, гледајте ме, кој сум и каков сум. И прашањето е зошто? Вика, овие фарисеиве даваа, вика, милостиње заради тоа да се види нивната репутација. Кога Исус вика, твојата лева рака да не знае твојата десна што прави, тоа е всушност еден начин на изразување во еврејството, кој вика, немој да се фалиш со тоа што го правиш. Поентата е оваа. Се честитав сам на себе. Браво, свака част. Добар си. И вика, таа мотивација не смее да биде мотивацијата за ова што ќе го направиш. И потоа вика, кога се молиш, не биди како лицемерите што сакаат да стојат по синагогите, што значи, нели во соборот,
тие мислат вика дека со своите зборови ќе направат нешто големо. Два начини на кои може да се живее морален живот. Едниот е да го правиш тоа за да го контролираш и Бог и луѓето. Контролираш во наводници сватете. Што значи тоа? Господи, ја ќе ти служам, ја ќе ти дојдем од црква, јас ќе се молам, јас ќе правам ова, јас ќе читам Библија по 3 стиха секој ден, а ти ќе направиш за мене ова. Ако тогаш однос. Исто ќе дојдам од црква, ќе седам од црква, ќе бидам на молитвен час, ќе проповедам, ќе пеам, ќе свирам, ќе правам се, зошто? Да ме видат луѓето и ќе знаат гледај колку е овој добар, колку е паметен, колку е фин. Тоа е еден начин. Начин на работа, на постапување за да ги контролирам луѓето. Вториот начин е да го направиш тоа заради одговор на бесплатната Божја благодат, што ни е дадена. Затоа што претходно ќе се сетите, Исус вика таму, немојте да се, кога се молите да бидете како лицемерите што сакаат да се молат стоејки по синагогите и мислат дека за своите многобройни зборови ќе бидат услишени. Овие многобройни зборови се преведува на два начина. Едниот е за празни зборови, само повтараме, а вториот е може во контекста кога ставиш да брбориш. Многу бла бла бла, ќе мислат луѓето ти многу си добар и многу си честен и не знам си каков христијан и каков човек. Немојте да го правите, вика тоа. Многуте зборови никога не го довели да покаже колку е добар пред Бог. Кажуваат само еден мотив, видиме кој сум јас. Најефективните молитви во Библијата, ако ги читате, се кратки. Има неколку долги молитви во Библијата, вистина, ама Петар кога почна да се дави, ви текнува како почна да се моли? Драг Господе, ние знаеме кој си, знаеме дека создал небо и земја, знаеме дека ова е вода доздола, не држи луѓе. Јас одам по неа, ќе потонам, ќе се удавам. Знаете како се моли? Господи, спаси ме. И се спаси. Имаме ние долги молитви. Боже, фала ти што не сум како овој овде. И реакцијата на Исус ја знаете многу добро каква беше таму што се случи. Ама добро, ајде да одиме вам. Може да значи да го правиме за да ги контролираме луѓето, а второто е да го правиме како одговор на Божјата бесплатна благодат што ни ја дал. Боже, ти си ми дал се. И се што правам е резултат на ова што ти го направи за мене до сега во мојот живот. Тоа е една многу убава работа и многу убав начин како да го направиме. Сега, вистина е дека ние имаме право да бараме од Господа. Вистина е дека имаме право да побараме нешто и да ни даде нешто на нас. Исус не вика немојте да барате. Ама вика сакам се што ќе правите и што ќе давате и што ќе барате да биде заради љубовта што имате кон мене. А не да биде затоа што сакате да ги манипулирате другите. Јас сум слушнал човек во молитва што се молел Господи, дај ни повеќе маки и страдања за да бидеме последни во нашата вера. Малку утре. Колку го звучи духовно. Јас не знам еден паметен нормален што го бара тоа. Извинете. Ама покажете ми тоа го сега, Боже, ти само дај ми маки, јас да бидам подсврст верник. А друга каже, Боже, јас сум во мака, помагај. Знам дека ти си ме ставил тука, ти ќе ми извадиш од тука. Тоа е веќе нешто сосема друго. И поентата на Исус е таа, сакам да се молиш, ама сакам причината за молитвата да биде твојот однос со мене и со Бог како татко. Сакам да даваш, ама причината да биде дека тоа го правиш заради твојот однос што го имаш со мене. Како на дете кој ќе му купите, да кажеме, едно чудо бомбони во кесе и му викаш дај му на другарот да сподели со него. И викаш види колку мене ми дале, па може не да дадам на други. Тоа е она желба што се бара и што се сака тука да се направи. И затоа он зборува тука, вика, внимавајте, вашите дела на праведност или вашето милосрдие пред луѓето да го правите само за да ве видат. Оти немате тогаш награда од таткото. А Бог ќе даде награда. Заради тоа што во истиот овој текст што го читавме, погледнете например во 4 стих. Тогаш вашиот татко ќе ве награди. Во 6 стих тогаш таткото ќе те награди. 8 стих тогаш таткото ќе ти го даде тоа што ти треба. Се е тука. Поентата е, не барај, јас ќе ти дадам. Знам што ти треба. Не барај, немој да запнеш, гледај Господи, клиентелистички однос, гледај ја што правам, Боже, ти сега направи го твојот дан. Јас за тебе свеќа, ти за мене ово. Јас за мене крпа, било што да е таму однеси во црква, за ти мене да ми дадеш ова или она. Ќе се подмитуваме. Едни на други ќе си даваме едно друго. Тоа не е. Има два вида луѓе и два вида молитвен живот.
што сакам да ги споредам. Вие што работите, замислете си, сакам да направите една паралела помеѓу односот што го имате со шеф и со родител. Ајде да пробам. Шефот те земал да работи за него, нели? Ти дал работни обврски, ти дал одговорности, ти рекол кога ќе го заврши сето тоа што го правиш, јас ќе ти дадам плата. Така? Се што јас правам, треба да му донесе на шефот полза, за он да може да ми даде плата. Вистина? Никој не те зима на работа за само да му го губиш времето, да му ги трошиш парите и ресурсите и да не му дадеш ништо. Ние работиме за да може да заработиме. А тој што ни ја дал работата, заработива од тоа што ние работиме за него. Тоа си е најнормална една логика и од тука нема мрдање. Штом си ја завршам работата, ќе ми платат. Ако е се во ред, газата ќе направи профит, јас ќе добијам плата, сите среќни, задоволни, сите наградени. Ние знаеме така да му пристапиме на Господ. Боже, јас сега ќе направам за тебе ова и ова. Нели, христијани треба се моли, треба да дава, треба да оди на црква, треба да чита Библија. Јас сето тоа ќе го правам и мојата плата ќе биде заслужена благослов што ти мене ќе ми го дадеш. Тоа е еден начин на живот и еден начин да се биде човек. Кога имаш татко и син однос, татко-ќерка однос, односот е сосема поинаков. Ајде да објаснам зошто. Прво, кога се запослуваш, ти ја бираш работата. Кога ќе се родиш во семејство, не бираш кај ќе се родиш. Односот татко-син, ќерка-син, ќерка-татко, е однос кој ти не си го избрал. Друг ти го дал. Односот што ќе го имаш таму е нешто поинаку, затоа што ти си таму или поради усвојување, или заради биологија. Не си квалификуван да бидеш син или ќерка. Ти си се родил како син или ќерка. Се сеќавам кога мој Давид отиде еднаш на одмор и се врати назад и на мајка му и на мене ни донесе поклон. И после ми кажа дека поклонот го купил од картичката што му ја дадов за не дај Боже, затоа што ги потрошил сите пари што ги имал на одмор и немал се што да купи, па од мојата картица ми купил мене поклон. Како се чувствував? Искрено среќен. Зашто? Помислил на мене ми дал нешто, ама ме кошта. Нема везе што ме кошта. Помислил, ме сакал, направил нешто за мене. Бог ни дал се што имам. Се од него, се што имаме е наше, и одеднаш ние викаме, јас сакам да дадам. Ние не сме му дали на некој што нема, ние сме му дали на некој што прво мене ми го дал, па јас сега само го пренесувам на него. Тоа е оно што го прави Библијата. Тоа е онај начин на молитва и начин на живот што Исус зборува. Јас сакам да дадеш заради љубовта што јас сум ти ја дал и ти што си ја примал. Јас сакам да се молиш од ти ме сакаш. Не да се молиш за да добиеш нешто. Не знам дали ги објаснив разликата. Ама, не е тоа е поента, доаѓа дете кај вас и вика, дај ми 100 денари, ти купам поклон. Ти викаш, на ти 100 денари, детето ти купува поклон, и ти викаш, ама знаеш, јас си го купив. Кој нормален татко или мајка ќе окаже тоа? Никој. Ќе рече, леле, фала ти, се радувам, оти си мислели на мене. Боже, јас се молам, не оти морам, јас се молам оти сакам. Јас се молам оти ти си направил нешто за мене, затоа се молам. Потоа, кога ми треба нешто, пристапувам исто како татко полн со љубов, а не како на шеф. Шефе може 2 дена одморот и немам да направам нешто. Ама јас ти служам, ама јас ти работам, ако ќе одработам, дај ми. Два различни пристапи, два различни начини на кои може да одим. Кога јас ќе му дадам на детето 100 денари, кога детето ќе ми купи мене поклон за 100 денари, јас не сум керал 100 денари. Јас сум керал љубов. Сум добро дека некој нешто направил за мене од чиста љубов. Ово што го вика Исус, што е поента тука е, сакам да се молиш, ама сакам да ми се молиш како на татко кој веќе ти дал се. А не да ми се молиш како на шеф пред кој мора да заслужиш, па кажеш, па заслужиш, затоа добив. Тоа е битното и оно што сакаме да го имаме. Бог е создателот, се е негово, се што имаш, се е негово тука. Ама, едно е јас да бидам нечи запослен, а друго е да бидам нечие дете. Сеќавате, Исус многу зборуваше за тоа.
дека ние сме синови и керки. Тој не рече дека вие ќе им бидете следбеници. Она мерве што го спомна во исламот. Во исламот си роб до крајот на животот. Од почеток до крај си роб на нивниот Бог. Не си син, не си керка. Роб си. И како роб ќе следиш до крај. И ова води до два типа на молитвен живот и два типа различни луѓе. Овде. Ако одиме квит про кво, ти мене и јас тебе, тогаш нашиот живот цел ќе помине така. И цело време Бог ќе биде, не сум доволно направил, па затоа не сум добил нешто друго. Или Бог мене ми должи. Не може така. Тука. И пак ќе кажам, два вида на молитвен живот и два вида на луѓе. Сакам да се вратам и нова малку. И сакам да објаснам. Ако го гледаш Бог како шеф, директор, како сакате наречете го, тука, тогаш твојот духовен, религиозен живот ќе се случува во јавност. Што значи тоа? Ако Бог ми е мене шеф, тогаш логично е да покажам нешто што сум сработил. Како ќе го покажам тоа? Па ќе го покажам пред луѓето. Целиот мој начин на однесување, целиот мој живот, се што ќе правам треба да биде видливо. Одење во црква, служење на Господ, пеење, свирење. Ништо нема да правам што никој нема да го гледа. Ќе го правам само она што сите го гледаат, за може да кажат, ете, види го овој што прави. Види го овој што направи. И тука веќе се јавно, например, сите што сме тука доаѓаме во црква, нели, од сме дошли. Некој поредовно, некој помалку редовно и така натака. Ако додеш во црква, знаеш дека тука ќе се молиме. Не, обавезно, бар на почеток, на крај, сигурно се молиме нешто. Ке дојдеме, ке се молиме. Си поминал и ти ке се молиш. Ке дојдеш на молитвен час и таму ке се молиш, и таму ке се молам. Не е тоа воопшто спорно. Прашањето е следното: дали се молиш само тука или дома? Ако цела недела помине и не се молиш додека не дојдеш во црква. Ако цела недела помине и не ја читаш Библијата или не се обидуваш да научиш нешто ново за Господ. Ако цела недела, цела духовност ќе се сведе на недела сабајле, значи ако цела седмица духовноста се сведе на една недела сабајле духовност, тогаш сигурен биди дека Господ ти е шеф и директор, а не татко. Затоа што за родителот не ти текнува само кога ти затреба да позајмиш пари. За родителот треба ти текне и кога се радуваш, и кога си тажен, и кога си среќен, и кога не си, и така натаму. За моето дете, за вашето дете, размислувате ден и ноќе 24/7, не само кога ви донесат поклон, среќен роден ден тато. Значи, пак ја речам, ако се што правиш јавно, не го правиш и тајно во текот на неделата, ти имаш еден клиентелистички однос со Бог. Еден однос на директор, на шеф. Тука. Затоа и овие луѓе овде, во Новиот Завет на кој Исус ги укори, имаа проблем. Веќе вика, гледај, сакаат да застанат во јавност, сакаат да се на првите редови, сакаат да се први во синагогите, сакаат да се први на сегде, да се молат долго додека не паднеш у несвест, дека викаш, аман Господи, нека престане, више немам трпение да го слушам. Зошто? Да се знае дека се моли. Да видиш дека се моли. Да видиш дека направи. Јас секој пати кога зборам ова ми текнува на онај скечот со мистер Бин кога е во црква, не знам дали ви текнува, кога треба да стави доброволен прилог, и кога ќе го извади кога да сите прво ќе покаже, па ќе ја стави внатре. Може да е претерано, нели, така кога изгледа, ама тоа е поентата. Ако правам да ме видат, ја утнав работата. Тоа е муабетот за кој тука зборуваме. Бидејќи ова не тера мене и тебе да мислиме, јас сум добра личност, гледај што се прави. Јас сум супер човек, видиш колку добри работи јас правам. И во моментот кога некој ќе рече не си добар, не чиниш, ќе пукнеш. Зошто? Затоа што некој ќе ти го затресе односот со Бог и ќе речеш, ова мене ме растури. А ние сакаме да имаме однос со Бог кој ќе биде редовен како однос родител-дете. Дури кој ќе сгрешам, дури кој ќе направам белја, да знам дека ме сака. Сите што имавме помали деца, сега се надеваме на внуци, нели веќе, ама сите кои имавме помали деца знаеме дека ќе ти направи белја детето, ќе го земеш, ќе го исплескаш, ќе го воспиташ. Ај така да кажеме, нели? Да бидеме согласно со времето тука. Да бидеме. Ама сите знаеме дека колку повеќе детето ни прави белја, толку повеќе се ангажираме да го вратиме на правиот пат. Вистина ли? Тоа е реалноста. Колку повеќе детето ти прави проблеми, толку повеќе се грижиш да го вратиш на вистинскиот пат.
Повеќе се молиш, повеќе се трудиш, повеќе сакаш да направиш нешто, речеш, ова е твојот живот, вака треба да оди. Не викаш, ова дете не ме слуша, јас ќе го фрлам, најди друго дете сега. Не оди така. Овде. И затоа е разликата и за молитвениот живот. Тука. Кога ти е односот со Бог таков, кај што сакаш да те видат, ќе имаме брборење, ќе имаме 300 чуда, ама ништо не кажува. И сега за кратко ќе видиме што всушност Исус зборува за молитвата и како она всушност треба да оди. Главната цел на молитвата, само зборче да кажем тука, е заедништво со Бог. Главната цел на молитвата е заедништво да имаме со Него. Кога со некој не си се видел долго време, првото што го правиш е не застануваш и седиш и се гледаш и се гледаш и се гледаш, туку викаш како си, што се случува, разговараш. За еден однос да оди напред мора да има разговор. За еден однос да заглави негде треба да нема разговор. Брак, семејство, црква, како сакате кажете го, мисија, не е битно. Едно чудо работи се спомнете тука, имаме обожавање, имаме славање, имаме восхитување, имаме воздигнување. Зошто? За да се задржи тој заеднички однос и да се изгради тој заеднички однос. Тука. Ако имаме молитвен живот вистински, тој ќе расте кога имаме проблем. Ако немаме вистински молитвен живот, тој ќе се појави во моментот кога ќе ни почнат проблемите. Тој ќе каже, Господи, па јас се молам, а ти ништо не правиш. Морам ли? Морам ли да направам? Тоа ќе биде прашањето тука од Бог. Ајде да видиме што е темелот. Ова е затоа реков ќе ви дадам еден контекст во кој се јавува тука Оче наш. И затоа ќе дојдеме во суштината на молитвата. Има 4 работи таму што се спомнат. Има обожување, има прифаќање, има барање и бунт против тој статус кво, ако сакате. Ова последното е еден современ коментар. Ќе дојдеме на него. Првото е обожување. Што значи обожување? Погледнете ја молитвата Оче наш, кога имате време и после дома сами. Гледайте колку време треба да помине пред Исус да ни дозволи да бараме нешто. Оче наш, кој се наместа, се свети име Твоја, дојде царството, да биде волја Твоја, како на небото, така и на земјата. Тогаш лебот наш насоше најникој денес. И ова не е туку така, ова не е погрешка направено тука. Што се случува? На почетокот вика Исус, сакам да те подсетам на кого му се молиш. Се молиш на Бог Создателот. Он е на небото и земјата што го создал. Он е што тебе те создал, мене ме создал. Он е што не ставил тука. Ние кога го славиме, викаме ти си на небото. На Бог нема да му скратиме ние ако не го славиме. Нити ќе му додадеме ако го славиме. Ама Бог очекува од нас да го направиме тоа за да дојдеме во таа ситуација кај што ќе сватиме на кој му се обраќаме. Замислете две вакви молитви. Господи, само горивото да ми стигне дека стасам до црква. Тоа беше мојата молитва кога влегов денес у кола, кога ми свет, само што ја завали колата и светна. Танк. Да може да има гориво до црква и назад, да отинемам време сега да запирам. Не е баш културна фина молитва. Зошто? Не ми не текне на кој Бог се моја, Боже, аман само да има гориво. Мислите дека размислав теолошки? Длабоко некако? Не. И затоа, во Оче наш вика, сакам прво да се вратите, да се фокусирате на кој му се молиш, бе? Кој е тој пред кого ти ги поставаш твоите барања? Застани да ми каже. И почнуваш тука. Викаш, ти си величествен, ти си голем и така натаму. Второто нешто што го зборуваме тука, вика, ти си свет, чист. Не знам дали сте забележале, кога ќе кажете да се свети името Твое, што значи тоа? Не зборувам за светоста негова. Ти и јас му се молиме на Бог кој има име. Кој е личност. Некој со кого јас и ти можеме да разговараме. Ние не се молиме некоја неперсонална сила, ова тип сила таму негде горе. Ова не е May the Force be with you, нели од Звездени таму, од Star Wars. Не зборуваме за некоја си сила небитна, безлична, некаква си што функционира тука таму. Зборуваме за личен Бог, личност која функционира, која стои покрај мене, ме слуша и која рече, Меј, да се свети името Твое, он вика, кое е име мое? На што мислиш? Знаеш ли ти како се викам? И тука почнуваме да размислуваме, ако е Јахве, ако е Јехова, ние зборуваме за оној Бог Создателот на небото и земјата. Ако зборуваме за Бог Вседржител, за сите негови атрибути, ќе не натераат да мислиме на тој Бог на кој му се обраќаме, а не само да кажеме и, ајде, трчај натаму. Тука. Тој е личност, тој е некој со кој може да разговараме. Уште повеќе, тој ми е татко. Тој ти е татко. Оче наш. Ако е Бог наш татко, тогаш е Бог и мој татко.
Тоа е логиката. Мој татко, кој си на небото, кој имаш име, кој си личност, со кој можам да седнам и да разговарам. Тоа е привилегија. Ке почнеме така да размислуваме, веќе се поставуваме поинако да ги поставиме нашите барања. Јас се фаќам себе си многу брзо го претрчувам овој првиот дел. А Боже, фала ти што сум тука стабајло, фала ти што се раздои седна во канцеларија, Боже, гледа оваа табла тука колкава е пред мене, денес треба да завршам, вам помагај. Знам да го прескокнам цело овој дел, ама верувајте ни, треба да се вратиме да го размислиме. Ова проповед е за мене исто толку колку што е за вас, ако не и повеќе дури. Тука, мој татко. И веројатно, овие први неколку ствари што се тука, треба да ни се основата на се понатаму, бидејќи без нив немаме тема. Ајде да ви објаснам малку. Што сакам да кажам? Да претпоставиме дека ние веруваме во Бог. Тоест, верувам дека веруваме во Бог. Ајде, не да претпоставиме, се дошли од црква, викаме, веруваме. Супер. Веруваме ли во Бог кој не сака? Уште како? Супер. И ќе почнат критиките, ќе почнат проблемите, ќе почнат тешкотиите, ќе почнат маките во животот, се ќе тргне и ќе се распадне. Зошто? Па нели Бог не сака? Нели Бог не љуби? Нели не е татко? Се е тоа убаво. Ама ако секој ден на секоја моја молитва не се подсетам на ова, јас ќе имам некоја си идеја за Бог во главата, која одеднаш ќе ја снема во моментот кога ќе ми тргнат проблемите да ме гасат. Сето дека ми оди нешто добро, мене ќе ми биде супер. Во моментот кога ќе ми тргне на лошо, Господ ја утна работата. И затоа Исус почнува со тоа. Сети се кој е тој Бог кого ти го викаш татко. Сети се кој е тој Бог на кого треба му служи. Сети се кој е тој Бог што го обожуваш, што го сакаш и после дури сети се кој е тој Бог од кого ќе побараш нешто. Не почнувај, знаете, од кај доаѓа млекото од супермаркет. Не. Ајде да се сетиме на тоа, од каде дошло додека дојде таму. Од каде дојде можноста јас да се молам и да барам нешто од Бог? Од тоа што знам од кого барам. Јас можам од многу луѓе тука да побарам 500 денари на заем. Од сите. Ама не можам од секој да побарам 50.000 евра на заем. Од кого бараме ние во молитва? Од некој што 500 денари може да ни даде? Или од некој кој вика побари и јас ќе ти дадам по мојата волја. Како јас сакам и тоа. Да оде. Океј, значи прво обожување, второто нешто е прифаќање. Да биде волјата твоја. И ова е еден дел што мене ме плаши секој пат. Како да ја знам Божјата волја за мојот живот? А јас да го сменам прашањето. Каде е запишана Божјата волја за твојот живот? Знае ли некој? Нема да споредувам со исламот. Во исламот запишана е на плочки кои се на небото. Во христијанството Божјата волја за мене и за тебе е запишана во Божјото слово, во Библијата. Тука е основата за тоа која е Божјата волја за твојот и мојот живот. И основата на Божјата волја за мојот живот е прво љуби го Господа со сето срце, сета душа, сиот разум. Тука ни се основите како ќе живееме. Тука ќе види како ќе правиме. Второто нешто, ќе видиш неговата волја, ќе видиш како те води низ животот. Што значи тоа? Ќе видиш кога некој пати Господ те скршнал на страна, те шлапнал малку лево десно, те бутнал да одиш на некој правец. Некој пати ќотек ќе ни оди, па не го слушам и продолжувам. Натаму. Ама некој пати многу лесно гледаме како не води заради тоа што не тера на некоја страна, каде што можеби и не сме очекували. Римјаните 8:28. Се им содействува кон добро на оние кои се надеваат тука на Господа. Кога Јосиф им зборува на браќата, вика, вие сметавте ова за лошо да биде за мене во Битие 50 глава. Бог го направи, го сврте тоа на добро. Ние бегаме од тоа прифаќање на Божјата волја за нашиот живот, затоа што грешиме во обожувањето. А грешиме во обожувањето заради тоа што еден автор има кажано, вика, кога се ни е добро, тој така го опишува, вика, Господ ни е на аудио. Знаете, кога работиш нешто, може да слушаш музика и да работиш нешто. Така ли? Може да возиш кола и да слушаш музика. И можеш да правиш муабет со некој, воопшто и да не слушаш дури што зуи покрај тебе. Ама кога ќе ни се случи проблем, тешкотија, кога ќе се забиеме некаде, тогаш вика Господ ни е на видео. Во смисла дека ти не можеш да гледаш видео и да возиш кола во исто време. Пробуваат луѓе, ама
Нели знаеме како тоа завршува. Тогаш поблиску ние се фокусираме повеќе. Овде, кога ќе кажеме да биде волјата твоја, ние всушност кажуваме нешто просто, викаме Боже, јас ќе бидам послушен на се што ќе кажеш во твоето слово, дури ако не ме бендисува. Боже, јас ќе го послушам сето тоа што е во словото, дури и ако изгубам некое моментално задоволство. Тоа е да биде волјата твоја. Нема друг начин да го направиме тоа. Овде. И затоа, пак ќе речем, е страшно. Кога ќе речеме да биде волјата твоја, е опасно. Тука. Духовно, ние некој пати наликуваме, па да се вратам на тоа на децата. Замисли, 6-7 годишно дете. Јас имав такво, знам ти беше тоа, кој ги рече, сакам да возам коло. Например. И ти му викаш, синко, не можеш да возиш кола. Зошто? Нозете не ти стигаат до доле и да го фатиш воланот, не гледаш напред ништо. Нели? Забрането е, не е дозволено законски. Да, сме ги зимале децата во скути, јас сум крив за тоа. Нели? Да гледаат како возиме кола. И вас сигурно ви го правеле тоа родителите некој пат, бар некој од родител. Ама викаш, јас кола не ти давам до еден момент во животот дека не си свесен што правиш. Детето може да плаче, може да реве, може да рика и нема да му дадете и ќе рече, добро, татко ми знае поарно. Или имате дете, ќе ограбне клучот, ќе отиде и ќе направи белја. Ние сме многу често како ова второто дете. Господ вика, ти не си, јас сум Бог, ти си човек, и јас знам што е подобро за тебе, ти викаш, фала, дај ми го клучот, јас ќе се направам мојата волја. И после имаме проблем тука. Обожување, прифаќање, третото е барање. Веќе доаѓаме тука, најпосле. Доаѓаме до таткото кој толку многу ме сака, што сега можам да побарам од него нешто. Дај ни го денес нашиот, левот наш насушен, дај ни го денес. Дај ми ги основните, важните ствари што ми требаат тука, затоа што во овој свет во кој живееме, мораме да функционираме со тоа. Боже, дај ми ги финансиите да можам да функционирам и да живеам. Ама веднаш после тоа, оди вика такво. И прости ни ги долговите наши, како што ние простуваме и нашите должници. Па после вика, и не воведи во искушение. Имаме предизвици, имаме тешкоти и мора да се соочиме со нив. И викаме, Господи, дај ми се што треба. Вертикалниот аспект е цело време, Боже, ти даваш, ти даваш, ти даваш. Хоризонталниот аспект е прости како што ќе простам. И сега е многу интересно, бидејќи Исус вика тука, ако не им простите на луѓето, и вашиот небесен Отец нема да ви прости. И некој вика, јас ако умрам и не му простам на некој, Господ мене не ми прости, ќе изгубам спасение. Мислам дека малку поинако овај дел можеме да го погледнеме. Мислам дека ова. Јас молам од Господа за моите потреби. Јас барам од Господа Бог да ми даде мене. Јас сум свесен дека зависам од Него. Зошто не прифатам дека и другиот е зависен од Него? Да кажам, Господи, ти реши го, што јас ќе го решавам. Во таа смисла тука е прости за Бог да му прости. Не е целта. Јас не можам да останам љут со некој, не можам да му се љутам на некого, освен ако не мислам дека сум поарен од него. Не можам да кажам лошо си ја завршил работата, ако јас може да ја направам поарно. Јас не можам да се љутам на некого меѓу себен однос, ако јас сум исто толку крив како и он. И повторно тој не враќа на меѓусебните односи за кои треба зборуваме. Значи зборуваме за обожување, прифаќање, барање, сакам на брзина да видиме бунт против она што еден го нарече грешниот статус кво. Всушност Карл Барт, еден филозоф, теолог, како сакате. Тој вика, кога се молиш, ти всушност вика се бунтуваш против нередот кој постои во светот. Кога ти се молиш, ти сакаш светот да го доведеш во ред. Ај така да го префрлим. Значи, секојаш кога јас се молам, јас треба да знам на кого се молам. Нели, тоа е на почетокот што го зборував. Ако знам на кого се молам, јас не се молам, Боже, оган да го изгори, јас се молам, Боже, дај да се среди тој проблем. Јас не се молам против Божјата волја. Така ли? Зошто? Затоа што да биде волјата твоја. Така се молев, така? Значи, треба да се молам согласно Библијата. Нема да се молам Господ да го утепа, ќе се молам Господ да го спаси, да го смени. Тоа е основата, тоа е поентата за која тука сакаме да кажеме. Кога, например, кај го гледаме? Ово го гледаме кај што вика
во молитвата, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Тука. Кога Бог го создаде светот, Бог го создаде во хармонија и во ред. И ние кога се молиме, значи секој пати, ако ја следиме молитвата на Исус, ние се молиме Бог да ја обнови таа хармонија во светот. Така е, испаѓа, така е логиката. Ние знаеме оти на крајот на светот Бог секе коцка, секе биде како што треба. Знаеме. Ама сега го бараме тука. Сакам еден цитат да ви дадам, го прочитав од Тимоти Келер, го начекав баш на овој текст на едно место имаше кажано. За мене беше многу убав, па белки ќе ви се допад. Вика, ја гледаш ли гениалноста на оваа молитва? Ако ја немавме молитвата Оче наш, повеќето од нас ќе се љутевме дека Бог не дозволува нашиот живот да оди по патот по кој сакаме да се движи. И ќе се помиревме со хаосот и страдањето. Ама молитвата може да го сврти тоа. Од една страна викаме, ако се молиш со Оче наш, тоа значи дека нема да ти се допаднат работите во светот, и тоа ќе те направи борец против неправдата. Во меѓувреме, ќе добиеш мир и ќе се одмараш во знаењето дека што и да ти се случи во животот, Бог контролира. И вика, каква гениална молитва. Ова човек вика, Келер вика таму во еден текст, баш за ова работа тука, вели он, ова е гениална молитва. Човек не може да смисли вакво нешто. Од една страна, имам мир во себе, од друга страна се обидам да го решам проблемот во светот и на крајот цела слава оди на Господ. Дека само Господ може да смисли такво нешто, никој друг. И вистина, јас верувам дека е стварно така. Немојте да заборавите дека сте безусловно сакани од Господ како наш татко. Инаку, ако го заборавиме тоа, пак ќе се вратиме во онаа идеја, Господ ми е шеф, Господ ми е газда за кој треба да одработам, за да добијам нешто и вам. Ама, тука се едно прашање и со него ќе завршам. Од кај знам дека Господ ми е татко? Или како знам дека стварно Господ гледа на мене како татко? Како да имам сигурност кога ја молам оваа молитва дека е ова вистина? Знаете, јас може да кажам многу работи, ти може да кажеш многу работи. Што е вистина? Знаете што е вистина? Вистина е дека Исус не само што побара ние да се молиме со оваа молитва. Исус се молеше со оваа молитва. Не верувате? Ајде да погледнеме неколку текстови. На две места всушност. Во Гецеманската градина и на крстот. Не знам дали сте го забележале тоа, а може да го погледнете. Кога беше во Гецеманија, кога вика нели потта како крв излегуваше од него, сеќавате што рече, вика: Оче, мојата душа е нажалена до смрт. Ако се сеќавате, вика, и ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, и следното што го рече, но не да биде волјата моја, туку да биде волјата твоја. Това беше истата молитва. Оче мој, да биде волјата твоја. Сосема истото нешто. Тука го кажа. Кога беше на крстот, сеќавате што рече? Прости им, Господи. Прости им. Истата работа деле од Господевата, од она Оче наш молитва што за мене е за тебе. Она што не бараше, не беше прости ни ги долговите наши, затоа што немаше долгови. Тој беше единствениот кој не мораше да моли: прости ми, Господи, за мојот грев, прости ми што јас не простувам, па да им простиш ти и на нив и на мене. Тоа беше она што го нема, бидејќи беше без грев. Причината зошто умре, причината зошто можеше да каже нека биде волјата твоја, беше за ти и јас да може да молим оваа молитва со сигурност. И да знаеме дека ќе бидеме услишени како негови деца, како негови чеда. Тоа е поентата на спомен вечерата. Во крајна сметка, свесно или несвесно, тоа е причината зашто на крајот на спомен вечерата ние секогаш се молиме со Оче наш. Тоа што сакаме да кажеме, она што Господ го направи, она заради кое се потсетуваме што Господ го направи, тоа е она кое Исус ни го вети и го исполни и со своите зборови и со своите дела. Ова е револуционерно. Ова е едноставно нешто кое мора да го прифатиме и кога знаеме што направи на крстот, можеме лесно да се молиме со оваа молитва. Бидејќи она, таа молитва во крајна сметка ќе промени животот. Не како мантра, не како нешто само бла што ќе кажеме. Туку како нешто кога се молиме на таткото, кој веќе се ни дал, кој ни дал гаранција дека оваа молитва е услишана, бидејќи беше услишана во неговиот син, да може ти и јас да ја молиме и да се радуваме и да живееме онака како што тој сака. И на крајот да се радуваме што сме синови и ќерки, а не да бидеме придојдени. Нека Бог стварно ни даде мудрост да знаеме како понатаму и кога ќе молиме оваа молитва, да знаеме стварно што прави. Амин.